а сега малку да се поднаполниме душата, да се посветиме малку на културата и на убавата книга, поточно на нова убава книга, затоа што денеска имаме промоција на нова книга и тоа како интересен наслов, а тоа е Водич за ослободување од тага. Добро утро за писателката Билјана Пешева и добро утро за нејзината домаќинка Сузана Турунџиева. Добро утро, Искра. Интересно е тоа што го држиш во раката, Сузе. Да. Предпоставам дека ќе ги слушнеме сите детали, да прашам дали ќе има нешто и за нашите гледачи? Една книга да делуваме на крај на Одлично, разговорот за нашите гледачи. И ти благодарам за најавата, за поздравот, поздрав и од мене. Драга Билјана Пешева, национален квалификуван обучувач за возрастни според законот на образование на Република Македонија. Така е, да. И уште многу други нешта. Добре дојде во утринската на Алфа. Благодарам што ме поканивте. Многу се радувам што и јас ги понесов импресиите од синокешната промоција на овој водич за ослободување од тага. Ново четиво и би рекла еден прирачник за сите луѓе кои што често пати во својот живот забележале дека тагата така нечујно им се вгнездила што им станала начин на живот, нели? Така е и не зборуваме за тоа најчесто. Ме праша синоќе на промоцијата зашто не си ја нарекла книгата Водич за добивање на среќа. За среќата може да зборуваме, но всушност преку во оваа книга зборуваме за оние работи што ги потискаме во себе, нели пишувам за тие работи и како може да ги извадиме, да ги сознаеме и да се справиме со истите, бидејќи целта е тоа. На крај ќе доживееме среќата, мирот и стабилноста внатрешна, но треба да го видиме тоа што не мачи, како што е тагата, на пример, или било која друга потисната емоција. Да. Колку време е работено на ова четиво? Па јас велам, една пријателка ми рече дека кога се издава книга, тоа е како едно бебе кога се раѓа. И книгата нели производот или делот или бебето, но си има фази, процес, но јас како тоа вчера заборавив да го кажам на промоцијата, јас како слоновите, како слониците 2 години го носев ова моја чедо, значи имав нормално моменти кога размислував па дали треба, дали не треба, нели сомнежи, па после... За прва книга секогаш така оди, бавно оди. Баш бавно и некако се преиспитував дали е правилно, па ја повеќе пати поминував низ незе, па додавав делови кои што всушност нели ја реструктурирав, така да целиот процес потоа сакав да се издаде и преку издавачка куќа, нели, па после решив дека ќе го правам јас тоа самата. И така да, тоа беше процес од 2 години кој што многу сум среќна дека заврши. Среќна сум во оваа година некако направив еден друг јубилеј, 10 години од која почнав со Healthy Yoga да работам со јога часовите и некако ми се поклопи во оваа година и книгата ја издадов, иако беше планирано минатата година да ја издадам, така да навистина сум среќна некако како нели една десетка на во која што имам како завршница и како да кажам продукти или круна на повеќе различни активности кои што го правам, бидејќи да, јас сум професионален обучувач за возрастни, тренер, велнес коуч, јога инструктор и луѓето ме препознаваат нели по разни активности што ги правам, но ова е сосема нешто ново, ова е мој авторско дело и истовремено е она искуството професионално кој што го имам добиено во мојата работа, дали во тренинзи со фирми или пак на индивидуалните часови, ретритите што ги правам со луѓе кои што сакаат да дојат работат холистички, е преточена во оваа книга. Така. Од она што јас вчера успеав на промоцијата да го слушнам на почетокот, сватив дека тагата ти била и тебе в доме на некој период во животот и си почувствувала потреба да се збогуваш, односно да ја испратиш. Колку време помина од моментот кога свати дека тагата на вистина ја имаш прифатено како дека мора да биде присутна во тебе? Сите ние тагуваме за нешто. Сите ние имаме нешто кое што длабоко може да не повреди, дали тоа може да биде смрт на некоја блиска личност, но може да биде и некој кој што многу сме го сакале па не напушта. Така може да биде развод, може да биде промена, селење во друг град, а не по наша волја. Така да секој различно, на различен начин ја манифестира. Не само што ја манифестира, ја временски ја оджалува. Она што е многу важно е да сме свесни дека навистина дека всушност тагуваме. Некогаш луѓето поминуваат низ фази на депресија, нели оние
фази, 4 фази кои што се во процесот на оджалување или заглавуваат во одредена фаза многу време. Стално го раскажувам тој пример, всушност пред многу години ми се случи и некако и тоа ми беше мотив зашто така да се вика водиш за ослободување од тага. На една моја работилница на еден саем беше за Body, Mind and Spirit пред многу години. Работевме на една техника од Вилис Кристал, или тие што ги работам за одврзување од врските, од оние кои што всушност енергетските врски се чувствуваат, емоциите кои што тешко се одврзува секој, не може лесно да се одврзи. И жената ми збореше за нејзината мајка, почна плаче, збореше, и ја викам, ма добро, пред колку време почина мајката, бидејќи мислев дека тоа се случило, она беше многу возбудена. Она ми рече пред 15 години. И јас бев за момент се шокирав колку всушност човек може да е несвесен за просторот и времето. Да, кога учено се држиме за нешто што се случило. Во минатото. Да, се случило и мора да го прифатиме. Не се случуваат секогаш работите по нашата желба, некогаш, нели, животот е така, животот продолжува без разлика што ќе се случи. Она што е важно што ние треба да најдеме во нас, да го најдеме оној потенцијал и енергија и храброст да се соочиме, чекај што правам, каде сум, зашто ова ми се случува, што е тоа што ствари не сакам да го видам и чекор по чекор да излеземе од тој процес, така да мојот процес тогаш траеше, ми се чини 1 година, дека го поминав таа, да речеме, заљубеност, што ми беше, што ја спомнувам во книгата. Меѓутоа, бидејќи тука е исто многу интересно, бидејќи таму каде што ни е најголемата болка и страдање, само таму се наоѓа исцелувањето. Зашто ние луѓето се обидуваме да нели ако не боли тука, гледаме тука и викаме аха, ова е сега, ова не е важно. Не, само таму каде што не боли, каде што ни е страдањето, тука е и решението на нашиот проблем. И всушност книгата содржи на некој начин вежби, ритуали, ги нарекувам, има и некои медитации што сум водела во форма на вежби се ставени, кои што секој еден човек кој што на пример не сака да зборува со другите, и тоа е исто нели луѓето се тука кај нас е претежно затворени, а не се менуваат, не сакаат да прифатат ново, ова е начин да поминат низ книгата и сами со себе да проработат на тие чувства, на потиснатите емоции, дали е тага, дали е друго некое чувство, може лутина и бес, кој што го држам во мене и не сакам да го пуштам. А всушност да му биде мотив да се види, да се соочи со себе, да проработи, да извади нешто од себе, бидејќи се навистина баш се насочени и практични, и потоа да реши што понатаму. Да видиш, да се видиме кај сме, што сме и што понатаму, дали ќе одам на психолог ќе работам, дали сакам да почнам, не знам, да планинарам и планината и природата да се спојам, дали додам да пеам, дали да танцувам, значи за да направам чекор да излезам од тоа во кое што сум. Така. Колку е важен позитивниот став, еве ќе речеме да, мораш да гледаш позитивно на работите и тоа вака перфектно лесно звучи кога го кажуваме некому или кога ќе го напишеме и кога вистина се трудиме да бидеме убедливи во тоа, но колку е лесно на луѓе кои, еве велите 15 години биле заклучени во минатото и навистина тоа е многу сериозно време изгубено во бегство, во тагата и во горчината и во се што сме потиснувале. Како да го отклучиме тој позитивен став и да го оставиме во погон? Па за да го отклучиме позитивниот став, треба да се вратиме на нештото од кое што бегаме да го видиме. Точката, да, како што кажав, да, тагата, страдањето, можеби чувството дека сме напуштени сами. Треба да се вратиме на тоа место и да погледнеме, затоа што таму е ослободувањето, нели? Тука се ослободува целата енергија, но некои луѓе не можат. И можеби ако долго време сме заглавени, навистина не можеме тоа сами да го направиме. Обично може да бидат поддршка пријателите. Меѓутоа, често пати пријателите ги бираме согласно нашите неизвестни како да кажем, несвесни програми, значи не поддржуваат во тоа што сме, не поддржуваат да останеме во тоа, бидејќи така сме комотни. Затоа секогаш препорачувам, значи постојат прекрасни психолози во Македонија каде што може да одат на разговор, тоа сега веќе не е стигма, луѓето треба да разговараат и да се грижат за своето ментално здравје, може да одат кај било кои тренери кои што работат
за личен развој на луѓето, можеби ќе ги инспирира вежбање йога, по тука ќе тргнат, можеби, не знам, тајчи, пилатес. Значи, јас велам да влеземе во некоја група, на некоја заедница, каде што има друга енергија, каде што има други луѓе, така запознаваме, еве и како хорот Фрида, кој што е огромен потенцијал и огромна енергија чувствуваат жените по тоа што слушам и гледам и јас истото. И тогаш добиваш всушност друга енергија. Тогаш гледаш позитивноста, гледаш можело и вака и на некој начин излегуваш од таа своја стагнатна позиција. Нашите најблиски пријателите, фамилијата не ни мислат лошо, но луѓето во принцип се плашат од промени. Сите се плашат. Сите се плашат да доколку се смениш ти, тоа значи дека може ќе се смениш во однос на мене и можеби ќе ме напуштиш, тоа. И секој сака на некој начин да си ги задржи оние стари релации, а ние луѓето се менуваме и тоа е што сите го избегнуваме. Да. Се менува нашата релација. Но и немаме одбранбен механизам за примање на лоши вести, односно неповолни информации, бидејќи животот не е составен само од убави и розови вести, нели? Во животот ќе дојдат денови кога треба да се соочиме и со нешто што не ни е во прилог да го чуеме, ама мораме да го одработиме и да го надминеме, така? Така е. Тука се акумулира таа некоја тага, се потиснува и така натаму и така натаму. Сакам да те прашам, бидејќи имаш долгогодишно искуство и со жени, ама и со мажи, кој од нас, двата пола, подобро се носи со надминување на неповолните ситуации? Дали мажите повеќе ги потиснуваат емоциите во поглед на тоа да си прават некаква заштита или некаква обвивка дека јас сум силен, јас сум маж, јас морам да бидам силен? Одговорот делумно е во прашањето, така, но многу сме различни и специфични. Ние жени како жени и мажите. Значи, мажите имаат една потреба, они се идентификуваат со машкиот род, со своите, нели, мажите се дружат во друштво и они се идентификуваат, оние црпат енергијата од своето друштво, од своите, нели, својот машки род, ајде како да кажам, од своите предци, и тие на некој начин се лојални и они мора да останат, и така е кај нас на целиот овој Балкан, горди. Ние имаме една многу голема гордост и величинственост кај нашите мажи, но како позитивна страна, но негативна страна е што не умеат да побарат помош и да кажат чекај малку, сега ова не можам да се справам, не можам сам, треба да се. И тоа е тој всушност дисбаланс, не умејќи да побараат помош, сега збориме генерално, нели, различно кога индивидуално се гледа. На некој начин одлучуваме во наводници, нели, додиме само по кафани, да пиеме алкохол или пак само да се дружиме со овој круг и нема менувања, за разлика од жените кои што се не пробуваме само. Ама ние генерацијски треба тој мајндсет да го разбираме. Генерацијски ние, нели, порано до пред 100 години жената седела дома и таа морала, мажот одел надвор и се враќал, нели? Жената морала одеднашка среда, гледа околу себе и кога ќе дојде мажот или луѓето кои што доаѓаат надвор да препознае какво му е емоцијата, чувството и така да се адаптира. Ние го имаме тој механизам. Исто ние за жена е нормално да покаже чувства. Мажот исто чувствуваат, само тие не ги покажуваат и затоа нели поголем процент на смртност и порано починуваат мажите, бидејќи најчесто од срце, бидејќи многу имаат задршка во себе. Но еве види, мислам, јас тоа сум го анализирала и на моите работилници кога доаѓаат луѓе и на семинарите, секогаш машките се нели помалца. Сите имаме потреба од некаков чекор да направиме да ни биде подобро. Само ние жените поумешно умееме да го побараме тоа, поотворени сме, мажите се позатворени. Само таа малце, како да кажам, тоа само треба да се разбере дека всушност они на друг начин тоа го прават. Така да и едните и другите имаат право да бидат и срекни, и смирени и да застанат на нозе. Одлично. Ајде да повикаме ние некој гледач, бидејќи имаме една книга да подариме, таа се вчера промовирана, вчера вечер, и додека го добиеме гледачот, ја да искоментираме, очекуваше ли толку присутни? Јас можам да ти признам дека сум била на многу промоции, но толку луѓе, толку убав свет, убава публика присутна во најгорниот дел на јавна соба не сум видела. Па
Благодарам. Јас мене ми беше навистина прекрасно и некако како во сон ми помина синоќа денот, вечерта кога беше промоцијата. Ми се најавија многу луѓе, дури ми се јавуваа луѓе што и не сум се видела со години ќе дојдеме, така да многу сум среќна и благодарна што дојдоа сите они не само за мене, туку и дека она што го правам и работам, некако ми беше дека навистина го правам од срце тоа што го правам. И можеби еве да спомнам дека на 4 декември работам семени констелации, тоа е исто енергетска и психотераписка метода, па кој е заинтересиран малце подлабоко да работи на себе, може да ме контактира преку социјалните мрежи, имам објавено да види. Ете како Значи се пријавува баш преку социјалните медиуми. 4 декември имаме уште неколку денови време. Одлично. Имаме гледач на линија. Ајде да го поздравиме. Добро утро. Добро утро, Сузе. Како сте, Шехерезада? Па, да кажувам добра. Јас си кажувам дали ќе имам среќа за оваа книга. Еве, среќата е ваша, на ваша страна денес. Да ти кажувам затоа што оваа книга мене ми треба. Ми Вистинско треба и време. затоа се јавувам. Да ја поздравам гостинката, тие зборови што ги кажувам. Не знам дали е она психолог или само писател. Јас имам завршено неформална едукација, психолошка од област трансакцијска анализа, многу години, меѓутоа не сум психолог, нели, затоа и препорачувам да одите на психолог обично, но работам преку програми кои што опфаќаат малце психолошки дел. Секоја чест. Па мене ми треба оваа книга. Еве, во следните 2 недели ве молам, потрудете се некако, ако не вие, некој во ваше име да дојде Не, да... јас ќе дојдам, Сузе, Вие ќе ќе дојдете? дојдам. Одлично. Ќе дојдам. Одлично. Ќе дојдам. Значи, сакам да ја прочитате и кога ќе ни се јавите по 2 недели да разговараме за книгата, важи? Така, секако, мене Поздрав. ми треба оваа книга. Еве, во вистински раце. Знаете се, да, на вистински... Во вистински раце. Ви благодарам многу, Шехерезада. Еве, одлично, наша редовна гледачка, која што често пати споделува дел од нејзината животна приказна, која воопшто не е многу вака среќна, но таа е голем херој, голем борец и токму заради тоа еве и сака да направи одлични промени. Вчера вечер верувам дека многу потписи беше во состојба да дадеш и не ти беше лесно. Каде, кажи, ни се продава на самиот крај книгата, каде можат да ја набават гледачите и сите оние кои што сакаат да се справат со тагата? Значи, книгата во моментот ја има во книжарница или, таа е веднаш до домот на градежници во центарот на градот, кај сладкарницата Крин, се извинувам. Таму може да се најде, ќе се продава онлайн, преку мојата веб страна и исто така нели преку брза пошта ќе се дистрибуира. И понатаму, значи вчера беше промоцијата, ми треба малку време да се соземеш. Недела 2 да го организираме тој процес, каде се на друго место ќе може да се најде, така да ќе бидат информирани гледачите. Верувам дека ќе пропатува многу оваа книга. И ти посакувам вистина многу среќа, да не биде само една. За првата знам дека долго се крчка, но понатаму книгите сигурна сум дека ќе ти оди лесно перото. Ти благодарам многу што ова утро после промоцијата ни дојде како прва гостинка. И те пуштаме сега да си ги средиш импресиите од вчера. Благодарам, фала многу на вас и на гледачите. Искра? Да, ви благодарам и на гостувањето и на трудот што сте го вложиле во ова, мислам дека на секој ќе му е потребно. Така. И тоа како?